Цртањето од зид долг 38 метри и висок 6 метри во топол летен ден е застрашувачка задача. Така уметничката Есмералда Васкес доби помош вклучително и од 8-годишната Шабхам Шарма. Над 160 луѓе од сите возрасти волонтираа за проектот за цртање мурали во музеот на летањето во Сиетл. Јас лично сум многу благодарна за можностите како пост-ковид да можам да се здружам со луѓето и да направам нешто големо, што ќе ја покрене заедницата. Предпоставувам, станува дел од историјата, нели? Можам да погледнам назад и да речам, јас придонесов. Моето дете го сака музеот на летањето. Така, кога видов мурали, само требаше да дојдеме. Васкес беше изненадена што толку многу луѓе се приклучија на проектот за цртање мурали и таа ги поздрави нивните различни нивоа на вештини. Го направивме тоа во процес на боја по броеви. Тоа е она што го направивме со бојата на заедницата неколку дена предходно. Само за да не е толку застрашувачки. Убаво е чувството да се види колку многу луѓе како уживаат и излегуваат надвор. Менаџерот за промоции Тед Хутер вели дека проектот е дел од програмата на музеот Уметност и летање. We wanted to engage the local community in ways that we never have before. Сакавме да ја вклучиме локалната заедница на начини на кои досега не сме имале. Среќавам луѓе во воздухопловството и вселената во поголемиот дел од мојот живот. Иако нешто би можел да кажам дека е заеднички именител и дека тоа започнало на рана возраст или во одреден момент од нивниот живот, тие били инспирирани од нешто природно, знаете, работи што летаат. И овој мурал е за тоа. Ме потсети на моето детство, на разиграноста на тоа и на слободата што доаѓа со детството, и на сите можности што ги имате. И така се фокусирав на многу разиграни дизајни како хартиениот авион или птицата, виолинското конче и пеперутката. Васкес вели дека муралот и припаѓа на заедницата во секоја смисла.